Здраво дечки, денес го имаме новото Sandero Stepway, Dacia Sandero Stepway, еден од учесниците на Златно тркало. Dacia Sandero Stepway е еден од можеби најважните модели на нашиот пазар, па и малце пошироко, првенствено поради цената што има, но и опремата што доаѓа за таа цена. Ова е новата генерација и веќе гледате како изгледа, доста е помодерен. Ова е дефинитивно најмодерното Sandero што досега го имаме. За дизајнот нема многу да зборам, оставам на вас и вашето мислење, вие што мислите, го чекам коментарот подолу. Сега ќе истакнам неколку интересни кул моменти што доаѓаат со оваа нова генерација на Sandero. Односно, прво го гледате алатов во рака што го имам. Ова доаѓа како, да кажам, дополнителна опрема со вас, со возилото, бидејќи овие кровни носачи што ги има горе се ултра практични, бидејќи со помош на овој алат, што сега ќе видиме, се вадат штрафчињата кои што се кријат под оваа пластика тука. Јас веќе ги извадив со вадење и олабавување на другиот штраф. Едноставно ги вртите шините, исто така и од другава страна, и добивате кровни носачи на кои што лесно и без дополнителни трошоци можете да ставите багаж, односно туле, што е доста познато кај нас. Многу интересно, многу кул. Друга работа се овие бандажи кои што всушност се обични челични бандажи со раткапна, но толку добро изгледа што не ви се потребни дополнителни инвестиции за да имате бандаж кој што ќе изгледа убаво на целиот дизајн. Така да и тој е еден интересен момент. Сега, јас додека ги враќам овие шини, ќе викнам Мими, за таа да почне да ви го објаснува внатрешниот дел, па се гледаме внатре. Здраво, Мими! Звуков најпрвен беше многу интересен, меѓутоа бидејќи го прави при секое отварање на вратите, малку станува чудно. И сега околу интериерот, јас малку да позборувам. Бронзените детали кои што ги има кај вентилацијата, на вратите и на седиштата на конците, ми се допаѓа, меѓутоа не во оваа комбинација, бидејќи имаме црно, сиво, бело и на крај бронзано. Јас овие бронзени детали би ги направила или сиви или црни, да не има многу контрасти, меѓутоа овој материјал тука, текстилниот материјал, многу ми се допаѓа бидејќи се останато е тврда пластика, па тоа се издвојува и го прави интериорот многу поинтересен и поразигран, да. Интересен е екранов, 8-инчане. Има опција за поврзување на Apple и Android телефони, што е добро, и самиот екран, барем во периодов кога го користевме ние, сосема солиден. Да. Меѓутоа во основната опрема го нема овој екран, на негово место има држач за телефон. Да, сличен како овој држач тука. Да. Што е исто така многу добро, бидејќи секој од нас, дури и за навигација и за се останато што ни треба, го ставаме телефонот и од него гледаме. Да, добро што има горе USB порт. Има горе, има доле, има 12 волтен приклучок, има остави. Остави за шишење, ами голем остави има и напред. Да, исто така и тука има. Потоа околу воланот стандарден е задача. Да, ова е стандардна задача, дури и самата километража, така да нема некои преголеми драстични разлики тука. Околу копчињата. Тркалцата, да, од клима уредот многу прво интересно што се дигитални и убаво изгледаат, но и на допир, односно на функционирање се прилично квалитетни, што барем ти го примети, тоа не е стандардно за Dacia до сега. Да. Околу наслонот за рака сметам дека треба и за совозачот да има наслон за рака, бидејќи дојдовме во ситуација каде што ти возиш, јас седам таму и барам каде да ставам раката. Да се подпреш, ама и плюс нема остава под него што некои други брендови нудат и дополнителна остава да биде попрактичен автомобилот. Инаку, сега јас ке се префрлам тука позади. Тука имате доволен простор за нозете, инаку ова седиште наместено според мојата возачка положба, не е според на Мими. Како што можем да приметам, Мими преска не истакнавме дека овие наслони за главата на предниве седишта делуваат малку како на Volvo, што е интересен детал и има убаво подпирање на главата, но
кој сме кај главата тука на задниот дел, имате доволен простор за главата, имате некој остава кај седиштава напред. Ми се допаѓа тоа што тука тунелов не е ни превисок, не е ни преширок, што значи дека тројца патници можат комотно се возат тука на задниот дел. И само во седиште не е превисоко и не е пренеудобно, односно може да се возат на подолги дистанции. И околу практичноста, клучав седиште со мене, тука имате отвори за Isofix куќите за детско седиште, што лесно се наоѓаат и лесно се поставува детското седиште. Плюс помага самото тоа што вратите се отварат широко. Сега ако отвори веќе врати, да ви го покажам јас багажникот и после да продолжиме со Мими да возиме. Багажникот нуди 328 литри багажен капацитет, што искрено е сосема доволно. Ако имаме на ум дека Сандеро е поставено на истата платформа како Клио, Клио е мало градско возило, така да 328 литри е сосема доволно. И сега што имаме тука кај багажников, имате голема висинска разлика од ивицава на браникот, па се до самиот пот од багажникот, што знаете тоа оттежнува кога вадите и ставате поголем и потежак багаж внатре. Во оваа опрема кога што гледам нема опција за регулирање на подот со висина. Имате опција нормално да ги спуштите седиштата во однос на 60-40 и да ви се зголеми багажниот простор. Имате закачалки, и тоа поприлично ги има, имате и куќи. Тука под подов имате големо резервно тркало што можете да поставите плински уред и во глобала тоа е тоа со багажникот. Океј, сега се смениме. Ти ќе возиш, така? Да, нормално. Ајде, одиме да возиме. Јас клучав уште со мене. Ми намерно сме на ваков пат нерамен и неасфалтиран, бидејќи како степуеј, односно како поиздигнато возило, односно оваа опрема нуди 20 сантиметри издигнатост од земја, што е супер, толку нудат некои SUV модели. И тоа возможува да се движиш многу полесно на офроуд патеки. Сепак ова не е офроуд возило, ова е градско возило, само што така изгледа како кросоверче, како автомобил кој што е спремен да оди на повеќе различни места, но сепак реалноста е дека ќе се вози низ град, бидејќи ова е опремено со 1.03 цилиндричен турбобензински мотор кој што нуди 90 конски сили и искрено како што приметивме ние барем деновиве беше сосема доволно и за наотворено и за во град, плюс има оваа еко опција која што најчесто треба да се користи на отворено, бидејќи ги намалува вртежите и на таков начин намалува на потрошувачка. Во град тоа не може да се почувствува толку многу на потрошувачка, но исто така и не може да функционира автомобилот толку добро, од причина што на некој начин е малку поуглушен моторот. И сега веќе кога спомнав потрошувачка, потрошувачката на ова Сандеро е 8 литри во урбани средини, дури некогаш може да се спушти под 8 литри, но повторно се врти околу таа цифра, на отворено се спушта околу 7,4 7,5 литри, што искрено очекував нијанса да биде малку поштедлив. Пример како Fiat 500-ката што возевме пред некое време, таму бевме изненадени од потрошувачката, колку е ниска со толку мал мотор. И сега клучниот момент кај ова Сандеро и она што ја менува целата игра е тоа што под целата оваа кожа, да ја наречам, односно под целиот овој дизајн одоздола, механиката е превземена, е искористена од Renault Clio. Добро знаеме дека Dacia е под бренд на Renault, но до сега Dacia има користена мотори, механика и технологии од постарите генерации, затоа Dacia не беше толку многу популарна
кај одреден дел од купувачите, бидејќи нудеше, да кажам, малку по-стара генерација на механика, технологија и мотори. Тука не е истата приказна, бидејќи го нуди и е поставена на истата платформа од најновото Renault Clio. Истите мотори, истите менувачи, истото подвозје, навистина тоа се чувствува кога ќе почнеш да возиш, бидејќи е многу интересно колку е стабилна, колку добро управува и колку имаш добра контрола зад волан. Нормално дека се чувствуваат разлики, бидејќи е подиздигната во степвеј ниво на опременост и не можеме да избегаме од самата гравитација, но не е преголемо клатењето во кривините. Плюс од аспект на технологија и видовме внатре што имаме, односно инфозабавниот систем, и тоа е делумно превземено од Renault Clio, односно изработено од Renault, така да ова е најтехнолошки напредното Sandero, најдоброто Sandero од аспект на механика и можеби најдобрата опција за цената што нуди. Која е цената? Цело време спомнуваме цената. Цена за конкретно овој модел денес што го возиме во ова ниво на опременост, тоа е едно од највисоките, со речиси се што може да понуди Dacia во нивните возила. Чини 13.750 евра. Тоа е во моментов промотивна цена. И горе-доле мими тоа би било тоа за ова нова Sandero Stepway. Се гледаме, дечки, наскоро со ново видео. Чао! Чао, чао!